Судија, блогер, писател. Потекнуваш на дебати за корупцијата во општеството и за вмешаноста на политиката во судството. Лошо sam se osjećao da vidim. Лошо би се чувствувал ако гледам појави во општеството за кои знам дека се многу поштетни од некакви кражби, а за тоа да молчам и да ја наведнам главата. Често се случува и околу мојата судница. Миодраг Мајич е судија во апелацијскиот суд во Белград, но е автор на блогови и дела во кои преку анализи и фиктивни приказни зборува за горчливиот проблем на Балканот, кревкото правосудство. Govorim i pišem o nečemu što smatram izuzetno štetnim. Зборувам и пишувам за нешто што сметам дека е исклучително штетно за овој регион. Тоа е фундаменталното непостоење и неизграденоста на судската власт која претежно функционира само на хартија, а не и во реалниот живот. Мајич беше гостин на фестивалот Букстар во Скопје. Една од неговите најпродавани книги е Деца на злото, напишана и според лични искуства. Во неа главни протагонисти се фиктивни ликови на судии, адвокати, политичари, вмешани во закани, корупција, политички притисоци. Naravno, to je donelo i donosi i dalje. Секако дека тоа донесе и се уште носи бројни непријатности, но веќе ги оттргнав. Тоа е цената за тоа што го зборувам. Смета дека наследството од некогашните управувачки и владеачки системи на Балканот ги спречува демократските процеси. Mi se zapravo borimo sa jednom duboko. Во основа се бориме со една длабоко вкоренета култура во која има наклонетост кон владењето на поединецот, наместо кон демократските механизми, кон поделбата на власта, кон распределбата на моќта во општеството. Бавниот напредок во општеството и нискиот економски стандард ги поврзува токму со немањето здраво судство. Nemate društva koje ima ovako. Не може општеството со неразвиено правосудство да биде богато и напредно. Нема просперитет ако владее корупција. Никаде не одиме, додека не ги отстраниме тие појави. Додава дека проблем за регионот е што ретко се завршуваат судските случаи против лица од високи позиции. Svi koji se bavimo krivičnim. Сите што се занимаваме со кривично право знаеме дека за едно општество е многу позначено ако успеете докрај да истерате случај со макар и една високо позиционирана личност, отколку со стотина ситни извршители. Се плашам дека одиме кон овој модел, кон процесирање на ситните извршители. I ono što je takođe pojava veoma tipična za Srbiju. И појавата што е типична за Србија, а веројатно и за регионот. Механизмот за кривично гонење се користи за политичко дисциплинирање на противниците. Многу ретко се случува тој што е на власт или има поддршка од власта да биде изведен пред суд за корупција. Во книгите најчесто има еден јунак што се бори за правда, но во реалноста, како што вели судијата писател, тоа треба да се институциите. Junaci su zgodni za roman, zgodni za film, zgodni. Јунаците се за во роман и за во филм. Сериозните општества не се подпираат на јунаци. Ниту едно општество што се базира на некаков херој или херои не може да биде успешно на долг рок. Тоа што на сите нам ни е потребно овде се темелни и цврсти институции во кои моќта никогаш не е во рацете на поединецот. Според книгата на Мајич, наскоро ќе се снима и филм. За гласот на Америка, Тоше Огњанов.